Петте новинарски и медиумски организации ЗНМ, ССНМ, СЕМ, МИМ и ИКЦ денеска во собранието го доставија предлогот на европскиот медиатор Питер Ван Хојте за идна измена и дополнување на законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, како добра основа за вовед во медиумските реформи во Република Македонија. Иницијативата ја поднесуваме до сите пратеници на Собранието на Република Македонија со цел да продолжи дебатата за медиумските реформи откако пропадна разговорите меѓу потписниците на договорот од Суршин. Очекуваме за иницијативата да се разговара темелно и транспарентно со вклученост на сите медиумски организации за да дојдеме до најдобро можно решение. Петте организации остануваат посветени на освојувањето на медиумските реформи, кои не подразбираат само законски измени, туку и нивна ефективна имплементација. Очекуваме поддршка од сите пратеници, а од председателот на собранието очекуваме итно да закаже седница на која ќе се расправа за ова прашање. Прашањето на колешката беше што ако не се подпишува, ние мислам дека е коректно малку да им дадеме време на пратениците да го разгледат. И секако ние ќе продолжиме да лобираме внатре во собрание меѓу пратениците, меѓу пратеничките групи да се поддржи ова иницијатива. Не би сакал од сега да тргнуваме со скепса дека нема да го поддржам. Ние веруваме дека ќе го поддржи затоа што ова е единствената можност ние како земја, а прво собранието да демонстрира политичка отговорност, моментот во кој низ кој политичката криза, низ која поминуваме и се надеваме дека ќе го поддржат овој закон и со тоа ќе се исполни еден од условите за организирање на фер и демократски. Колегата праша дали во предлогот има решение за некаква регулација на интернет порталите. Нашиот став е многу јасен дека ние не поддржаваме регулација, како и секаде во Европа, така и во Македонија. Интернет порталите се дел од Советот за етика и мислиме дека преку само регулација тоа прашање е адресирано, така да нема потреба за дополнително медиумско регулирање на тој дел од медиумите.